Време е за спорт. Да му посакам добро утро на нашиот гостин, кој што е председател на ПВК, дали точно му доаѓа, Пливачки ватерполо клуб Локомотива од Скопје. Добро утро за Сашо Лазаровски, добро утро и за Ирена. Добро утро. Си имате разговор, предпоставам конкретно за клубот. Јас сакам малку да го искористам гостинот, бидејќи утринава зборувавме за Светски ден на волонтерство и денес и зборувавме на тоа каква е младината, колку помагаат, вредностите кои што успеавме да ги пренесеме. Ме интересира колку преку спортот, еве конкретно преку вашиот спорт, не само што физичка кондиција, физички здрав човек изнесувате, нели создавате, колку успевате и да им внесете некои морални вредности на младите и на децата кои што вежбаат кај вас. Да, за почеток се заблагодарам за поканата и можноста да го презентираме нашиот клуб и она со што работиме веќе изминативе неколку години поактивно. Инаку нашиот клуб постои веќе од 2002 година е регистриран, но последните 3 години малку поинтензивно и поактивно се занимаваме со спорт. Инаку точно е дека децата не само спорт, туку ние ги развиваме и психофизички, ги градиме во здрави личности кои што си помагаат. Ова е тимски спорт, ги учиме да функционираат заедно, си помагаат еден на друг и да профункционираме како еден тим, што е многу потребно, посебно во ваквите спортови кои што се колективни. Може да си продолжиме и сега ние со разговорот и благодарам за убавата најава. Еве, јас уште еднаш официјално, Сашо Лазаровски, председател на Пливачки ватерполо клуб Локомотива од Скопје. Добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Лична карта една за почеток на клубот. Кажавте нешто малку на почеток, ама еве да се запознаат гледачите како функционирате, во кои групи ви се поделени дечињата и кога ви се тренинзите. Едно запознавање со Локомотива Скопје. Локомотива Скопје функционира веќе 22 години во Скопје, но последните неколку години поинтензивно веќе се дофативме. Имаме доста дечиња кои што тренираат, се запишуваат. Еден дел од нив се почетници, бидејќи покрај ватерполото ние имаме и школа за пливање, бидејќи за да се заигра ватерполо се започнува со школа за пливање, нормално. Ова е еден прекрасен спорт. Пред се младите сите што доаѓаат на базен, што ќе започнат да се запознаат со водата и со пливачкиот спорт, кои ќе започнат и кои ќе почнат со топка, се заљубуваат и во овој спорт и тоа останува за цел живот. Ние сме многу луѓе кои што пред 20-30 години сме играле ватерполо, ние фативме и од претходната држава, значи кога бевме во склоп на Југославија, имаше многу развиено ватерполо. Знаеме регионот дека е многу силен и познат по овој спорт и моментално од републиките кои што и од државите кои што приспаднаа од таа држава Југославија, 3-4 држави се надпреваруваат на сите светски, олимписки и европски параметри и се на првите места. Значи, работиме во затворениот базен Борис Трајковски во Карпош. Таму имаме термини, 3 пати неделно за почеток, но планираме од наредна година да го прошириме тоа и да започнеме 4, па и 5 пати, бидејќи е потребно за да направиме професионален спорт, нели да бидеме подобри. Тоа го приметивме овие 2-3 години дека ни фалат плюс дополнителни тренинзи, посебно во меѓународните турнири на кои што постојано сме присутни. Играме во целиот регион на сите меѓународни турнири кои што не покануваат, повеќето ги прифаќаме. Нормално не можеме на сите, но веќе сме препознаени и не канат и ни учествуваме. Ке зборуваме малце подоцна за тие настапи за награди. Да ни кажете сега во колку групи ви се дечињата? Значи дечињата ние ги примаме дечиња од 4-5 годинки во школата за пливање и понатаму кога ќе ги научиме да пливаат, прво се започнува во мал базен. Имаме 4 тренера кои што работат со децата, кои ќе научат да пливаат, да можат во голем базен. Потоа имаме една подготвителна прва патека, ја викаме. На таа прва патека веќе во големиот базен ги усовршуваат техниките во пливање и започнуваат техника ватерполо. Понатаму продолжуваат во другите стази каде што се работи пак на пливање и техники и стратегија и тактика ватерполо. Подготвителниот период подолго време трае, за разлика од други спортови, бидејќи нормално тоа е
пливачкиот спорт мора да ги усовршат техниките, да се одржаваат на вода за да започнат да го играат. Инаку возраст од 5 годинки нагоре примаме во клубот, а децата веќе од 7-8 годинки може да играат со топка ватерполо. Имаме значи услови помали голови направено, кои што ние клубовите од Скопје ги направивме за помалите дечиња. Играме и со помали топки, значи во ватерполо правилата се знае, например до 13 години се игра со тројка топка, после до 14-15 четворка, па од 15 нагоре, односно машките екипи или сениори играат со петка, уште поголема топка, за да се прилагоди на возраста на дечињата кои што започнуваат да играат. Од 4-5 години, значи се делат на пионири, кадети и сениори. Така, во тие три групи се зависно од возраста. Кажавте, момчиња, има ли интерес кај девојчињата? Сакаат ли тие да играат ватерполо? Сигурно има интерес да се запишат на школата за пливање, меѓутоа, дали ги интересира ватерполото како спорт? Да, женското ватерполо веќе во Европа и во сите држави е во голем развој. Значи се повеќе женски екипи се пријавуваат и учествуваат. Кај нас започнавме да работиме, ние имаме доста девојчиња во клубот кои што тренираат повеќето пливање, но сега еден од клубовите собравме девојчиња и започнаа на ова државно првенство првпат да играат 8 девојчиња играа во конкуренција помлади пионери во најмалата група. И сакаме тоа да го развиваме во наредниот период, да направиме барем 2 екипи ако можеме во Скопје, за да и тие заиграат државно првенство. Интересно кај ватерполото до 15 години, до 14-15 зависно како, сега моменталната граница поместува 14 и 16 години, до 14 годинки се играат заедно момчиња и девојчиња, значи после тоа ги делат во групи во посебни категории. Тоа го прават за да се развиваат бидејќи се уште помало интересот кај девојчињата, кај момчињата за овој спорт. Еве, одати фотографии, Сашо, се извинувам, ова се фотографии, сега вие ќе си кажете, од ваши надпревари, така, и државни. Имавте сега на крај на месец ноември државен надпревар, може да се пофалите со убави награди, нели? Убави места освоени? Да, оваа година игравме летно и зимско државно првенство. Летното првенство го игравме во мај, сега во ноември месец го изигравме зимското државно првенство, на кое што зема учество 4 екипи од Скопје. И ние, нашиот клуб, Локомотива, го освои првото место во пионерска конкуренција, второ место во кадетска конкуренција и во второ место во сениорска конкуренција. Да повторам, 4 екипи игравме на овие две првенства. Од наредната година се приклучува и пета екипа, која што е во подготовка, исто така која што работи во Скопје, во истиот базен. И се надеваме и преку Пливачката федерација на Македонија се обидуваме во моментот да го развиеме ватерполото и во Куманово, Струга и Охрид. Значи тоа се моментално градовите каде што има базени. Моментално да, играме во Скопје, но има интерес веќе се разбудува, ние се обидуваме да им помогнеме да го развиеме бидејќи има таму пливачки клубови, да започнеме да играме и топки, да ја вклучиме бидејќи има услови, има затворени базени. Куманово има одличен базен и Струга сега за сега, а во очекување па натаму нели да се догради и да се отвори затворениот базен во Охрид, иако охриѓани уште пред 20 години играа на Струшкиот базен. Значи летно време имаат отворен базен и пливалишта, и Струга и Охрид, а зимно време двата града и двата клуба, Охридски Бранови и ватерпол клубот Струга, кој што на времето функционира, тренираа во базенот затворениот во Струга, кој што сега е реновиран и од минатата година е пуштен во употреба и има услови за играње на ватерпол. Да. Сега кога сме кај условите за ватерполо, кажавте и самиот дека овој регион е значи познат по ватерполо, државите што ни се соседи први места и во светот, па и на Олимпијада, Србија мислам дека злато освои на Олимпијада. Каде сме ние со формирање на државна репрезентација по ватерполо? Имаме ли шанси во иднина, во блиска иднина да се случи нешто такво? Па планираме. Има интерес за ватерполо, како што кажувате, еве во Скопје и во останатите градови во Македонија. Ватерполото во моментот бележи огромни растови, да речем, и огромен интерес кај младите и кај децата во градот Скопје. Се надевам дека тоа ќе биде и сите градови каде што ќе се создадат услови. Точно е. Пред 10-12 години имавме силна репрезентација, имавме и натурализирани или извадивме државни неколку играчи и настапивме и на европски првенства, квалификации и доста напред отидовме. Сега стратегијата која што ја работиме е да направиме наши играчи, значи започнавме со најмладите
категории, полека вадиме нови деца. Се уште не сме ја направиле репрезентацијата, можно е од наредната година да донесеме одлука, тоа треба да го направиме на одбор кој што имаме, ние сите нели клубови имаме заеднички одбор и моментално работиме нели на многу дечиња, на масовност, па да извадиме квалитет и да направиме една репрезентација. Нешто што сме го разговарале и го планираме за виднина е да направиме репрезентација која што ќе се направи во регионална лига, значи има АБА, како АБА лига во кошарката, таа е Јадранска лига се вика, и таму учествуваат сите бивши држави кои излезени од Југославија, каде што освен со првиот и вториот тим и Словенија, која што е дозволено да настапува како репрезентација. Се надеваме дека и ние така ќе настапиме, за да имаме поквалитетна екипа и со тоа да започнеме една припрема за една генерација која што би настапувала понатаму и на квалификации за европски, па и понатаму првенства. Во овој регион се игра најсилното ватерполо и ние гледаме да фатиме приклучок. Нашите клубови се надпреваруваме, значи покрај државното првенство, учествуваме на сите, значи меѓународни турнири, обично во регионот, во близина. Најчесто одиме во Бугарија, Србија, Црна Гора, па и Хрватска имаме турнири каде што можеме да настапиме, и Босна и Херцеговина, каде што исто така како нас сега се во развој и веќе започнаа добро да функционираат клубовите. И идејата ни е да се надпреваруваме со најсилните. Може би стратешки некој ќе каже тие се најсилните екипи, таму може децата нели, но подобро е да поиграте со посилните, да видите до кај сме и да напредуваме така, па после кога ќе се пријавиме за некое учество на репрезентативно ниво, може би ќе ни биде полесно, бидејќи ќе се научиме да играме со најдобрите екипи во цел свет и најдобрите играчи и школи во ватерполо. Да. Значи има иднина овој спорт кај нас. Сакав да ве прашам, каков спорт е ватерполото? Дали е можеби груп спорт? Дали има повреди и ако има кои се, бидејќи сите кога гледаме дека има навистина тука и давење и можеби под вода, не давење, туку потопување, можеби намерно. Има ли некои повреди, може ли да се случи нешто, бидејќи сепак е вода, нема цврсто тло нели на нозете, не стоиме на земја? Децата и сите играчи се доволно спремни, не сме имале проблем, наречеме, да се давили, да голтне вода, такви работи, што обично родителите тоа прашуваат, се плашат, но нема повреди, за разлика нормално како и во секој спорт може да има физички контакт, но густината на водата спречува тешки повреди да дојде, значи, на телото или граце, нозе, колена, кој што знаеме во другите спортови. Наш најблизок спорт е ракометот. На ракометот се игра на тврда подлога. Да, ова е на вода. Падовите, ударите нормално си допринесуваат до повреди. Кај нас можно е, многу ретко се случува да има повреди, тоа е над вода ако има некој удар, но тоа е многу ретко бидејќи ние ги учиме децата како да се штитат. Да. И исто така и капчињата кои што ги играме за ватерполо се заштитни, ушалките, значи за не може да дојде до повреда на ушно тапанче и неуво. И многу ретко се случува да има некоја повреда. Еве, последниве државни па ние не сме се соочиле. Се надевам дека тоа ќе остане и во иднина. Значи тоа е безбеден спорт. Пред се сакам да напоменам дека и сите доктори во последно време знаеме сега модерниве технологии, телефоните, PlayStation, децата, користење на компјутери, доаѓа до деформитети кои што и имаме многу дечиња кои што ги препорачуваат да се запишат на пливање и во нашите и на ватерполо, нормално. Ние сме сличен спорт. Тоа е една од придобивките. Така е. И за прав да речеме развој на телото, за исправување, дури доаѓаат дечиња кои што веќе имаат проблем со искривување, дали во рамениците, дали во грбниот столб или нешто во кукови, во нозе, и да ви кажам дека огромни резултати постигнуваат децата и на време ако започнат да тренираат, многу тоа им помага, дури се исправува, дури може би да кажам дека и како еден вид на лечење му доаѓа или терапија за сите оние повреди. Знаеме дека има терапии при повреди, некај спортистите дека во вода се прават терапии за физикални терапии кога има такви повреди, но еве овдека ако се започне покрај психичкиот развој, спортскиот дух што се развива кај младите и кај децата и кај сите спортисти, во овој спорт го имаме и тоа како придобивка. Играње во група, така да се знае дека треба да се подели, нели и радоста, па некогаш и тагата ако се работи за неуспех, тоа е спортот. Имаме и нели и подеми и падови како и се впрочем во животот. Значи кажавме дека е безбеден спорт. Ме интересира сега уште само опремата. Не е многу скап спорт бидејќи не кошта многу заштитната капа, предпоставувам и тоа е купаќите
Опрема за пливање. Скромна опрема, бидејќи во другите спортови, дресови, да речем, повеќе патики, конори, специјални опреми. Кај нас, нели, ги викаме купачи, гаќи, да речем, за пливање, и капа за пливање или ватерполо. За почеток може со пливачка капа, но кога ќе се започне да се игра ватерполо, се практикува специјална капа, таа е со ушалки од страните за заштита на ушите, нели, бидејќи може да дојде удар од топка или со рака или во водата, па да настане некоја повреда. Не е многу скапа опремата, бидејќи се работи за малку опрема, исто така и на очарчиња. Тие се достапни во сите спортски продавници се продава, исто така ние клубовите нарачуваме од специјализирани фирми кои што има брендирани купачи со нашето лого, да кажеме, и капчиња. Не е висока цената и е достапно за секој еден родител да може да се вклучи. Пливачки ватерполо клуб Локомотива, како да ве најдат сите заинтересирани и дали и сега вршите упис на нови членови или веќе тоа е завршено? Постојано вршиме упис. Дали доколку некој сака да се запише, може? Може, секој месец ние постојано. Обично зимскиот период имаме некоја кратка пауза околу, нели, новогодишните, божикните празници, и летно време еден месец даваме пауза кога доаѓа за летни одмори, дали да одат да одморат. Но базенот си работи. Обично тој период може би да задржиме еден или двајца од тренерите за тие што се останати во Скопје да може да доаѓаат да тренираат. Упис постојано се врши на членови. Имаме наша Facebook страна, значи Бета Локомотива Бета се вика, ПВК Локомотива Бета. Исто така на телефонските броеви кои што ние ги имаме оставено на базенот. Вторник, четврток и сабота имаме за во моментов тренинзи од вторник и четврток од 8 до 9 часот е ватерполото навечер, да, а сабота е од 18 часот. Со тоа што планираме од наредна година да прошириме да имаме и 4 пати неделно. Обично почетниците, значи дечињата кои што започнуваат доаѓаат 2 пати неделно, тие што веќе навлегуваат во техниките во ватерполо, минимум 3 пати неделно е тренингот. За нас е тоа, сметаме дека за сега беше доволно, но како се развиваат и како влагаат, значи, интерес поголем, повеќе генерации ни одат напред, стануваат се подобри и подобри играчи, сакаме да го прошириме на 4 и 5 пати неделно да има тренинзи, за да можеме, нели, да конкурираме со сите овие регионални, да кажам, лиги и надпревари кои што планираме да учествуваме. Да. Кажавте дека интерес има, значи има и од момчиња и од девојчиња. Возрастната група е од 4 до 5 годинки, па се тамо до сениорите, претпоставам, над 16 години. Пред да го завршиме разговорот, мислам дека опфативме се горе-доле околу ватерполото и околу активностите на пливачкиот ватерполо клуб Локомотива. Би сакала за крај вака една порака до родителите или можеби до бабите и дедовците кои што не гледаат во моментов, бидејќи 3 работи се потребни за здрав живот: спорт, добар сон и здрава исхрана. Еве сега зборуваме за спорт, па вие како председател и како тренер, нели, во Локомотива, обратете им се на родителите, дали и зошто да ги запишат дечињата на ватерпол? Па јас би се обратил до сите родители, дали се татко, мајка, баба, дедо, да одвојат од своето време и да ги запишат своите дечиња. Прво, пливањето е спорт кој што секој еден човек треба и е потребен да го научи и за самиот себе. Сите оние дечиња кои што имаат афинитети и кои што ќе им се допадне, обично остануваат и цел живот се занимаваат, доаѓаат на базен и пливаат, и тоа планираме и така и ќе остане. Да одвојат време не само заради спортот, туку и заради психофизичкиот развој на децата, на своите деца, и да ги изградиме во добри личности. Пред се спортот не само ги развива децата во спортски план, туку и нивниот дух, нивното, значи, развој, дружење, тимска игра, ги правиме здрави личности, воспитани, културни. Идејата на спортот не е само, нели, да се изиграт, да станат професионалци, туку има повеќе аспекти. Сите оние дечиња кои што сакаат, нека не посетат да пробаат, има повеќе клубови, може да изберат, може и пробно. Дали им се допаѓа или не. Повеќето од децата остануваат и се заљубуваат во овие пливачки спортови, да кажам, пливање и ватерполо, но некои од нив, нели, пробуваат, после тоа менуваат спортови, но дајте им шанса на вашите деца, нека дојдат да се обидат и да пробаат. Услови има. Услови има. Одлична состојба е базенот во Борис Трајковски. Сашо, ви благодарам за гостувањето. Се надевам ќе има можност да дојдеме и ние тамо на лице место да видиме како изгледа еден тренинг по ватерполо. Ви благодарам и ве поканувам на наредното правенство или турнир кој што ние ги одржуваме во нашиот базен во Карпош, да дојдете да снимите инсерти, да видите како тоа функционира. Може и некоја емисија да направите после. Благодарам. Благодарам.
Да, Мерина, ако одиме да снимаме под вода, затоа што вака ватерполото Се гледаме над. Па убаво да, си пливкаат, се викаш лесно, ама висинската борба под вода се случувала, така да. Ви благодарам многу и на двајцата.